и веќе колегите ми дојдоа во помош. Што ќе правиме денеска? Ќе го донесеме Ioniq 5 до едни крајни граници, но нема да поминеме со него ниту 1 километар, а ќе видиме колку струја ќе потроши за нашиот специјален тест. Ioniq 5 е првиот потполно електричен модел на Hyundai. Впрочем, сега Ioniq е посебна марка под која ќе се развие цела лепеза електрични возила. Во Македонија пристигна најсилната изведба со 2 електромотори чија системска сила е 305 коњи и со погон на сите тркала. Инспириран од минатите модели, Ioniq 5 делува монолитно и атрактивно. Поставена на 19-инчни тркала, каросеријата е украсена со светлосни групи и многу форми. Меѓу скиното растојание од рамно 3 метри овозможи ниско поставување на батериите од 77 киловат-часа и многу простор во кабината. Внатрешното уредување е футуристичко, како и решенијата кои ги поддржува функционалноста и употребливоста на корејскиот електричен автомобил. Прв гостин во овој тест е господинот Дритон Заири. Срдечно добре дојде. Ioniq е ново дојде на македонскиот пазар, а со него очекувате доста. Со преземањето на Hyundai пред година-две, ние решивме дека тој бренд ќе мора да се развива како во Македонија, како што се развива и во целиот свет. Го донесовме Ioniq 5 како први во регионот, значи пред сите останати земји околу нас, и со тоа веруваме дека ќе инвестираме доста и во другите работи што идат во електрификацијата на возилата. Hyundai е познат дека во големо работи на електрификацијата на целата гама, но и работи на развој на водородните кели. Што може да направите вие како импортер на оваа марка за популаризација на електричните автомобили во Македонија? Сега сме во инвестиции на поставување на електрични полначи во склоп на нашиот објект. Повеќето ќе бидат по бензинските пумпи, со тоа што ќе се користат фотоволтаици кои што ќе произведуваат електрична енергија, а возилата кои што се ги полнат нема да потрошат од државната струја. Јас ви благодарам многу. Тука ќе го завршиме нашиот вовед во разговорот. Инаку, Ioniq 5 исто така е опремен со соларни панели, односно на неговиот покрив има соларни кереи кои може да регенерираат и да соберат енергија доволна за оперативните системи во автомобилите. Тоа беа размислувањата околу електрификацијата на Mida Grand Motors, но што мислат моите колеги околу електрификацијата и електричните автомобили? Кој е твојот впечаток во однос на возење на класични автомобили и електрични? Разлики има, нели? Знаеме дека има. Меѓутоа, баш ваквите возила ги прават електричните возила да бидат многу поинтересни, многу позабележливи, многу да кажеме достапни дури. Само на спринт. Не се само на спринт, да, окей. Тоа е можеби Тесла, зборуваме сите за Тесла, нели? Меѓутоа, со ваквите возила баш гледаме дека има и нешто повеќе од тоа, дека може да се ужива и по кривини. Плюс, многу ми се допаѓа дека Hyundai најавува N верзија на Ioniq, што баш би требало да ги донесе оние спортските перформанси малку поблиску до нас, оние спортските електрични перформанси. Затоа си покане тука да го доведеме Ioniq до крајни граници. Какви ќе бидат тие, ќе дознаеш малку подоцнат. Припадник на сениорското друштво на моите колеги Агрон Сулейман, главен уредник на Autoinfo. Агрон во едни други услови имаше стимулација за купување на електрични возила. Што се случи во меѓувреме? Значи, најпрво би сакал да ја поздравам оваа иницијатива за популаризација на електричните возила кај нас. А за стимулациите кај нас, како што се знае, за жал ги нема воопшто. Ги нема ниту за хибридни возила, ги нема нити. Ги имаше едно време, меѓутоа сега ги нема. А далеку сме од чекор да направиме чекор напред, да ги популаризираме, да ги стимулираме на некој начин за да може да бидат поприсутни на нашиот пазар. Хипотетички, купуваме електрично возило, што се случува понатаму? Како можам оптимално да го исползувам во Македонија? Сега во ова време и не е толку проблематично. Да, не сме на ниво на западните земји, ама сепак евана
успеа да постави на клучни позиции, дали во парк, близу до парк, дали во трговски центар или на такви позиции, места каде што сепак ако имаш електричен автомобил можеш да дојдеш и времето посветено на бизнис, шопинг, шетање или слично, да го искористиш да ги надополниш тие позиции на 10-15 километри кои што си ги потрошил да дојдеш до таму. Што не е идеално, ама ја завршува дневната рута и ќе остава мирен. А кога ќе се заврши дневната рута, ние ќе им покажеме и ќе им дадеме идеја на нашите гледачи што треба да се прави со електричен автомобил. Марко Соколовски, наш јутјубер и јуниор во нашето друштво. Па, првото прашање се наметнува само по себе. Ти си роден после 2000-та година. Како твојата генерација ги доживува електричните автомобили? Во принцип, секој од нив различно. Има некои што се многу меракли на моторите со внатрешно согорување, а некои ги сакаат електричните најмногу Тесла ради социјалниот статус, нели? Многу е добро да имаш Тесла. Меѓутоа со вакви како што е Ионик 5, мислам дека се повеќе и повеќе некако ќе дојде до тоа да загризат, да кажам, на електрични возила повеќе. И она што ќе го направиме, сигурен сум дека ќе ги натера младите да повеќе да загризат за електричните возила. Уште еден јутјубер, но може да кажеме дека е веќе сениор на овој електронски канал. Кирил Димитров Урошев. Дизајнот на електричните возила дозволува многу модуларност во внатрешноста и надворешноста. Што е она што те привлекува или што те одбира од тие електричните возила? Дефинитивно ме привлекува уникатност, например кај Ionix во моментов кога што гледаме тотално поразличен од се она што во моментов може да го сретнеме кај другите модели конвенционални со внатрешно согорување. Тоа дефинитивно ме привлекува внатрешноста, која ќе видиме тотално футуристична, значи нешто што од секогаш сме го зборувале по филмови, сме го гледале како во Space Shuttle. Тоа дефинитивно Ниту во Space Shuttle нема ова да се случи, ниту во филмови денеска што ги го направиме. Дарко, не пречено и силно пробираат електричните автомобили на пазарот. Твоја оценка околу тоа? Тоа што значи, е причината, главната причина за тој силен пробив на електричните автомобили за интересот, значи не е заштедата, значи многу помалку се гледа колкава е заштедата, калкулацијата, дали мене ќе ми се исплати. Тоа што повеќе ги одушевува луѓето е чувството, различното чувство во возењето електричен автомобил. Можеш да наполниш дома, можеш да наполниш во гаража, можеш на работа да наполниш. Емоција на користење. Тоа е, да, тоа го прави, тоа е една сосема нова возачко уживање, возачко доживување и секојдневие. Значи, секојдневието се менува. И тоа е тоа што влече најмногу луѓето се чувствуваат како да се на некоја мисија. Пред да го спроведеме нашиот тест, мораме да ја констатираме состојбата на батеријата. Компјутерот ни покажува дека имаме 99% наполнета батерија и автономија од 451 км. Но ние на нашиот тест денеска нема да извозиме ниту 1 км. Зошто? И сигурно се прашувате каков е тој тест кога нема да го возиме овој автомобил. Но денеска ќе ги предизвикаме неговите технологии. А Ionix 5 е скроен да може и да дава електрична енергија. Токму така, да дава електрична енергија која е складирана во неговата батерија. Па што би правеле со ова? Личи на фейзер од стартер, а служи за да се земе електрична енергија од возилото. А зошто ни е електрична енергија? За да направиме скара. Денеска Ionix ќе ни биде извор на енергија на нашата скара, која ќе ја подготвиме за нашите драги гости. Теоретски Ionix може да даде струја преку овој адаптер. Ќе видиме дали тоа ќе ни успее да го оствариме нашиот викенд. Повторно со помош на копче имаме достап до автомобилот. Го ставам адаптерот и го подготвувам за употреба. Ова теоретски добро звучи, но практично мене не ми иде најдобро. Тука е.
ја приклучувам скарата. Треба да се стартува полнечот и ја ставам скарата на максимум. И доаѓаме до нашиот предизвик. Тоа се овие 200 кебапи. Се надевам дека ќе имаме доволно електрична енергија и доволно живци да ја направиме оваа скара. Па да почнеме поред. Во манирот на голем кувар ја наросувам скарата со масло и ја пребришувам. Веќе е врела. За успешна трансформација во шеф електрик потребни ми се наочари и почнуваме. Веќе се слуша дека се трга акцијата. Велат дека правењето скара е машка работа, но без помош на господја Евица Сиѓановска не би била оваа скара она што е. Евица, добре дојде во автомагазин, твојата специјалност се автомобилите, не скарата. Затоа биди добра домаќинка и препушти ми мене како гостин овде да почнам да се расправам со кебапите. Што очекуваш од Hyundai како бренд кој е во подем? Очекуваме дека комплетно цела гама на возила која што има до 2025 ќе бидат само електрични возила. А дали значи дека на сите тие ќе може да правиме ручеци во природа? Сигурно. А што мислиш за нашава скара, ќе биде успешна? Па веќе добро изгледаат кебапчињата, лично се Јас запетуваат. сега сакам како голем мајстор на скарата да почнам да ги вртам, а ми им треба уште Уште малку време. малку време. Дали ти можеш да ми дадеш некој совет околу Да, искрено уште не. Мене ми е прв пат правење кебапчиња на скара. па уживај во помошта и да ја да се освежи. Поминаа само 10 минути од како ги ставивме кебапчињата на скарата и првата тура веќе е готова. Да бидам искрен, не очекував дека вака брзо ќе биде направена скарата и дека вака брзо ќе почнам да ги вадам кебапите од скара. А гледам дека се извонредни, а за тоа да не зборам ја, нека пресудат моите колеги. Момци, стига! Електричниот пикник почна да ја добива својата вистинска форма. Опуштената атмосфера ја надополнија таза испечените кебапи и големото олеснување. Кога ги поканив колегите и им ја кажав за мислата, имаше доза на скептичност околу реализацијата, но резултатот зборува сам за себе. Направивме мала пауза од уживањето во нашата скара. Кој не ја пробал, може само да сонува каква е. Господине Заири, електричните возила имаат голема перспектива, дури и кај нас. Кај вас во компанијата има некои новости? А да, има. Покрај Ford и Hyundai. Покрај Ford и Hyundai веќе од прошла недела е официјализирано дека Midagran Motors ќе застапува уште еден бренд и Македонија, тоест целосниот Адриатик регион ќе биде покриен од нашата групација. Дали може да се знае кој е брендот? Да, кој бренд? секако, не го криеме веќе затоа што мислам дека за неполни месец дена веќе ќе го представиме официјално во Македонија. Тоа е MG,
Значи се зборува за Морис гараж. Да кажам дека 70, па не, може би и 80% од производството е фокусирано на електрични возила. Дали тоа значи дека следниот електричен предизвик ќе ни биде со MG? Секако, следниот, како што и разговаравме претходно, значи MG е следно нешто што ќе пробаме, освен кебапи, да направиме уште нешто повеќе. Изгледа ќе треба да печеме нешто многу поголемо. Ќе печеме. Ви благодарам многу и ви посакувам успех со MG. А ние одиме понатаму со нашето дружење. Искрено мора да признам многу убав настан. Шеф електрик секоја чест за скарата, преубаво месо, преубаво јадење и уште еднаш ќе кажам многу убав настан, многу убав ден. Видовме дека електричните возила може да се искористат и за нешто друго. Кебапчињата джам. Тоа. Чистите еколошки енергии може да бидат употребени на повеќе начини, еве демонстрација денеска видовте на лице место. Нашиот електричен пикник го реализиравме. Искрено жалам што почетниот предизвик не го кренав на повисоко ниво, но сигурен сум дека ќе има уште предизвици пред кои ќе ги исправиме електричните возила. Затоа сигурно ќе бидеме повторно собрани. Ја направивме првата електрична скара во Македонија благодарение на Ioniq 5. На самиот почеток сакавме да ја видиме состојбата на батеријата. Таа имаше 99% наполнетост. По испечени 200 кебапи и направена скара за сите мои колеги, јас сум воодушевен. Потрошивме само 1% од складираната енергија во батериите на Ioniq 5. Значи, ние за 200 кебапи и печени лепчиња успеавме да потрошиме само 750 вати. Па, не е ни чудо некој да го купи Ioniq 5 за да отвори сендвичара во природа. Ви благодарам на вниманието и се гледаме за 7 дена. До гледање.